Го начекавме Пантеро конечно. Што чуди бе? Тука сме, се уваме. Начекан се најде. Да, Нема мрдајн. во небрана фатен. Чики се, ја значи тоа ти имам спремно прашање, само ако ги најдам. Сега сите ти испрашам. Спремен си? Учеше? Учев. Да видам што оценка ќе ми дај даскалот. Ај прво да му кажеме на луѓево. Значи, бидејќи ова е неозбилна емисија, Џамче Муавет, многу ќе беше озбилно ако ја почневме по ред. Уште од која измислив, мислам од која добив идејата, Протекна за мене. првиот гостин беше планиран да биде Горан Ристевски Пантеро. Јарно, ама многу се извлечка, една година е планирана емисијава секако. Ради невреме и И нек ми бев во ОТВ да ги тестираме микрофони со Милан и ја направивме најнеозбилната можна работа. Односно, ја снимивме прво втората емисија на 1 април, онака символично. Втора му реков, че бидиш Милан, извини. Првата е за Пантеро резервирана. И не можем да кај мене збор е. така е. Нема вало. Инаку со Горан моментално сме во Битола, најбата сладкарница Бајадера. Уствари, е сладкарницата што има најубави сладки во Битола. Пошто тестирани ви се со Горан сите. Како си Горан ти денеска? Па врво добро служимо народу. Не ти сплаши в попат Арно возев или? Одлично. Добро. Подобро не може да види. Слушате джандари? Значи, мирен сум. Дали Пантеро ти е даено, значи дали името Пантеро ти е даено поради брзината на објавување на статуси на неозбилно, или поради тоа што грациозно се движиш по Facebook, или па нема врска со неозбилно? Нема врска со неозбилно, Пантеро ми е даен по дружината од 60 од 80-тите години. Стар се направи од Поточно 60-тите. црни пантери. Значи Горан беше црн пантер на време. Да. Пензионирани се полицајците од тоа време. Да, вајда немате вајда дела. Немаме мака ни тие со нас, ни ние со ними. Колку често ти се случува да се смееш на сопствена објава, дури ја објавуваш. Мене многу пати ми се случува. Мене ми се случува и по потреба сам да се смеем. Са нормално. Се дешава тоа е природно. И така да, Ама најинтересно е онако че најдиш вици да се смееш секи котиш па ненормален, Да, да објавуваш. тоа обавезно. И на крај може 2 пати од столица да паднеш и да станеш, од сме. И мислам тамане. Стварно си паднал некој од смеење? Да, зошто да не? На твоја На заебанција моја или на заебанција туѓа? и на туѓа. Па претежно на туѓа, пајџа, мама, ај не си. Добре, не мора да бидеш многу скромен. Јаки заебанци објавуваш. Да, да. Мен многу пати ми вела, бе, кој е оној Горан, викам многу јаки Зато сум заебанци. број 1. И па зато викам Горан бијаме на нас. Морам бие, кафе очи ми настини. Ај зарно зубо, тој што дава па да дава, тој што не дава да се раздава. Еј, дали некош си избришал нешто? Која е најсмешна причина поради која си избришал нешто на неозбилно? Не. Нема потреба, сето си е таман. Немаш ништо избришал? Немам ништо избришал. Ја многу бришам. Дури додаено. Јас бришам. Ти си скромен. Ја не сум скромен, ја имам кажано, ми објавува озбилни работи, забранете озбилни работи. Да. Затоа нема шта само. Не сум стретнал. Зали избришам нешто Ја посебно. брз сум на бришење озбилни работи. Не, јас не ја избришано ништо. Така да. Овде почнува Горан интересните прашања. Која е најчудна порака што си ја добил во инбокс од обожавателка на неозбилно? Мислам од твоја обожавателка што те нашла на неозбилно. Или општо бе Facebook обожавателка нека биде, пошто популарен си на Facebook. Многу си вицка, ќе дојдам и ќе ту крадам. Така, Тоа ти има беше- пишано некоја? Да. И ти Само предпоставувам, јас предпоставував кај ќе ме носи за да му кради. Прво сум тежок, не може да ме крени, второ кој ќе му кради, кај ќе ме носи. абе ти требало да и пишеш стварно од секојаш многу ми било страв да не дојди некоја ваква таква да дојди да ме укради од адресата, ај да ја таму и таму. Ништо Кој не ќе бидам сам во толку и толку сато. Ништо не те чуди, се е можно. Со жени се е можно. Имаше таква работа да мислам како за африканци ја беше што напред проба да те укради. Проба, Речиш дека си ја пријавил не, само.
Не е пријави. Проба да ме укради, ама не можеш да ме крени, и реков, не можеш да ме Можеш да крениш, те тежко. крени. Да. 100 кила жива мера. Значи, обожавателките на Горан да се запиша в теретана, да набилда му Така. оти Ако сака да му не украде. може да го украде, или че треба некако вешто да го намама да појди со. Да, на сиренце. Не е Ако лесно, ме фата. не е Или лесно на влако. пантер да украдеше. А брз си на бегање. Па сами патиките трча. На толку работи ши имаш објавено. Да можеше компјутером тој да зборува. Шо тебе би ти рекол? Не нас шо би ни кажал, тебе шо би ти рекол? Не си нормален. Толку малку само. Ами за толку Два знаеш. збора. Ништо не е креативен. Понов да си купиш со вештачка интелигенција. А јас пак ќе видам дека има поненормални од мене, си се гордем. Така мислам Затоа таман. сме тука на неозбилносите. На Да, пример да, кој од кој побудени. побудал е. Погодени. Кој од Џони е избегал, кој од Демикисар, кој од Бардовци, тамане. Туку нешто што можда и веројатно не го знал уживо е дека Горан обожава филмови со Брусли. Да. Тој ми е најомилен глумец, така да Значи го си обожавам. релевантен, знаеш како од прилика размислува Брусли. Да, брзо и едноставно. И ако беше жив и ни беше член на неозвилно, шо глупости че ни објавуваше така по твое мислење Брусли. По Или че мое- беше че не нашиваше сите. Че прво че не натепаше, второ че се објавуваше карате, вештини, Не си нешто караше. че опаниравме, аго. че требаше да го блокираме. Да, че требаше да блокираме. Кратко и јасно. Друга работа, што луѓето не знае дека Горан е љубител на CD на касети, такви работи да си прибира. Ама прашањето е Брусли ако беше жив. Дали појче би сакал да дреми на YouTube или тој би колекционирал CD на и такви работи? Ко тебе. Не, сигурно ја ќе колекционирам, значи Не од ти че него. колекционираше од него, ама Брусли ако беше жив. Прашањето е тој ако беше жив, дали мислиш дека појче ќе беше љубител да збира на CD-на или ќе дремеше колене на YouTube појче? Ќе собираше цедина. Значи Појче појче немаше како тебе време ќе за на беше. YouTube. Затоа човекот беше запатен со врска, со спорт. Дали некош низ CD-ната низ дома имаш некоја чудна работа најдено? И која е најчудната што си ја нашол? Па ја сум сретнал напорно еден црнец и појче го видов цедето и појче не го видов. Толку беше. Абе не мислев така, мислев нешто ти паднало низ CD-ната, документ си загинал, во таа смисла. Ништо не сум загинал, Да. освен црнецот што ми ги изваде умо, што ме преплаши и појче да не го видов. Се издаде. А инаку сам си го донесе прашањево. Дали ми тргнало мене да се на битолчани чудре да му направам, не се давам. Дали имаш некој цедина што ти е срам да признаеш дека ги имаш? И имам. Не те прашуваме кои се. Не мора да ме прашувате, можем само јас да ви кажам, една женска ме снима, заедно со незе, ама јас си ги зедов цедината. Така да Кој не, признава пола му се простува. така е, се надевам. Готово, не те задевам на таки поиќе детали, не те прашувам. Што си направил најзабегано за да спасаш до аудио касета или CD некој што сакаш нови? Најбрзо пари патиките и да појдам да го купам. Од тоа побрзо, чудно. од тоа побрзо ништо. Абе што е најчудно што си направил? Во смисла си избегал од часо или од работа некој изговор си нашол за поиш за да купиш. Да, да, Или не знам. од работа. Сум напуштил за да купам некоја работа. Немој Што море мене ми човек треба. може да гледа. Туку сега помина, тоа е тоа. Одамна беше. Друг беше директорот. Друг беше, да, сега е друг. Ме пушташе, тоа и немаше проблем. Ако можеш сам себе да се прашаш нешто порано или да си кажеш од времето пред Фејсбуков, да речем, што би си кажал или што би се прашал сам себе си? Докле ćemo овако. А од денешна перспектива што би си одговорил на Од денески идемо дале, без медаље. Или идемо дале до медаље.
Дали си имал ситуација, некоја глупост што е страшно смешна да не ја објавиш, но неозбилно? Нема, се е објавено. Од причина што била премногу безобразна или премногу политичка или премногу не знам. Се е објавено во границите на администраторот и на дозволеното. А по правила играме. Да, Мора не те казнуваме, кажи. кажувам. Ако ја ти е најчудна средба со фан на неозбилно во живо, некој ще дали се случува да те запри некоја или некој по улица. Еј, Горан од неозбилно. Претежно некој ми се јавува, некоја не е уште сретнато. Како доброволец да се јави. А очекувам. Битно те познава, а? Да. Значи ги малиме фанките на неозбилно. Нека не бега и слободен подпис може да добие. Да. Со него може да јаде да пие ни цела Македонија и околината. Неки ни го вежбаше Горан подписот баш за автограми да дава. Пошто се популарни Да, ќе да. видиме многу. Замисли неозбилно да стани држава. Значи имаме размислувано за ова, ама за Република Прилеп се вика групата. Ама па што му фали неозбилно да стане држава? Ако стани неозбилно држава ќе види порно, затоа што луѓето сите ќе бидат насмени. И ќе ужива во нашето лудило. Кој би бил нашиот слоган? Името, знамето, грбо. Па ќе најдеме нешто, ќе смислиме. Дај да смислиме во моментов сега. Во моментов не знам што би препорачал. Слогано може да ни биде, на пример, задолжително смеење. Да. Држава лудачка. Тоа се знае. Името се знае неозбилно. Името се знае. Ама на знамето што ќе клања бело, онака кој јапонците, со смајли, ама смајли во можно направиме црвено, онака црвена точка, прв момент да личи дека е јапонско, а уствари смајли Женска уста со јазик. Вели што, ај, Тоа она на од југо е. 80 што беше, а? Се сети. Е, си сплазен јазик нега. Тоа е нормално. Тоа е многу јако. И зошто да не? А и е крајно неозбилно. Да. А грбо? Грбо. Ја добив идеја, ама ај ме интересира тоа. Ќе му залепиме на некој газо. Грбо искамшикуван грб, она од некоја Турците што го тепале, а? Не, од турците некоја што го искамшикувала некој. Или обратно. Абе најубаво газо. Но Наведно. перверзно мајва. Наведно. Еј, а национална валута како ќе ја викаме? Таа. Не знам. Може да биде смајли или ха-ха. Да, како порно да е. Ха-ха е порно, да. Колку ха-ха и кошто? Таман си е тоа. Или колку смајли да кошто? Смајли е многу лесно да го изговориш. Ја мислам колку ха-ха и порно е сепак. Тоа е најубаво. Чисто за да заебаваме народ. Дедо Мраз да вика хо, ние зошто не па. Химна. Имаш право да ја одбериш ти химната на нас. Па ќе одбериме брзо потезно, од каде дојдовте да не дојдевте. Која е таа да си не смешно? Или допрва че треба да ја Допрва. компилира. Ако имаме музичари, го слушнавте. Или дом за наслова. бесење. Ако имаме музичари, го слушнаја насловов. Нека поработа на случајот, кај знаеш кој ќе текне на правен држава. Зошто да не? Дали Брус Ли би имал своја хумористична група на Facebook ако беше жив денес? Не. И како би му се викал? Не. Ама че имаше карате група или Че имаш, тоа обавезно. Уште че имавме тепачки, да шо мирни сме вака, шарно. Да. Ептен мирни, помирни не може да види. Би се потрошија прашања, бре. Нешто да додадеш? Па нема, се си е таман и се си е на место. Да одземиш? Да одземам, нема што да одземиме. Се е одземено, се е смислено, се е Кажано кажано. монтажа, да знам што да карат. Таман си е сето. Да си посакаме убав ден, да си касниме двакце. Сметкава че ја плаќаме или че бегаме? Ај че се договариме. Че јадиме, че пиеме и на крај вагални че мијаме. Ако ни дозвола. Да. Мајло така. Како, ние ќе видиме, че размислиме како ќе е процедурата. Че Ајде, мора да само зубар. платиме пак сака да се врати. Му тие че не че става и пат од кај знаеш. Да,